почнав со една анекдота што се случила на Спрџан, големиот проповедник. Еднаш после служба, кога се симнувал, да се поздравува со луѓето, дошла некоја жена и восхитено, нели, го поздравила за проповедта и му кажала дека бил прекрасен, бил феноменален. И тогаш Спрџан и рекол и одговорил: да, знам, зашто истото тоа вово претходно ми го шепна и сатаната, ѓаволот. Не верувам дека Спрџан со тоа сакал да ја повреди жената и да ја каже дека од сатаната е сето тоа што го кажува. Верувам дека тој повеќе бил свесен за тактиките што сатаната ги користи кон Божите луѓе и дека полнењето на служителите со гордост е неговата омилена стратегија. И не само што омилена стратегија, туку е и негова најкористена, зашто е и најуспешна. Најмногу успева да ги соблазни верните луѓе за тоа што ќе ги исполни со гордост. Тој проблем, сериозен проблем кој го имаат сите. И кога Спрџан го рекол тоа, тој сигурно повеќе го кажала самиот себе си. Самиот тој да не се возгордее со начинот или успешноста на проповедањето. Проблемот со гордост е сериозен, секој човек. Ние се уште носиме падната гордост, падната природа, која е под влијание на гордоста. И тој проблем бил сериозен и за коринтијаните. До сега можевме тоа да го видиме многу јасно во овие први 4 глави кои ги изучуваме. Самиот град во кој живееле, самата култура била култура на самовозвишување. Сепак Коринт бил градот во кој доаѓале познати, најпознатите говорници во тоа време, најпознатите филозофи. Таму доаѓале најдобрите, најголемите мислители, најдобрите оратори. И сето тоа правило луѓето во тој град да се чувствуваат нешто повеќе, нешто посебно, специјални. Еве, ние сме центарот на мислата, центарот на мудроста. И тој дух до опијанување ги завладел и луѓето во Коринт. И апостол Павле им пишува во првите 4 глави порака во која ги адресира проблемите на гордоста, ги адресира последиците. Видовме дека една од големите последици или горчив плод кој го родила гордоста е поделбата на црквата. Таа е била поделена на неколку групи и сите тие групи биле меѓу себе во војна, во конфликти, во завис, во препирки, во докажување, во обиди да надвладат едната на другата. И не само тоа, минатиот пат видовме во 4 глава еден друг таков плод, лош плод на гордоста. Во црквата се јавил и осудителен дух. И тоа е во суштината на гордоста. Горделивиот човек брза да ги осуди другите. Ако јас сум нешто повеќе од другите, ако јас сум најголем, тоа ми дава право да ги осудам, да ги критикувам другите. Видовме како апостол Павле се справува со тој проблем. Видовме дека и тој им пишува, нели, во 3 стих, вели: мене ништо не ми значи тоа што ме судите, мене ништо не ми значи да бидам суден од некој, мене не ми значи и мојот личен суд. Јас во себе не наоѓам никаква вина, но тоа не ме оправдува. Тоест не сум под влијание на никаков човечки суд. Зашто за мене значи само единствениот објективен суд, тоа е судот за Бог. За мене значи мисленето што Бог го има за себе. И со тоа тој дава едно решение како да бидеме слободни од тиранијата на човечката судница. Тој притисок што сите го чувствуваме, притисокот што ќе кажат другите, притисокот како ќе се представам пред другите. Слободата од таа тиранија, вели апостол Павле, е нашата единствена зависност од Христовото мислење. Сите ние треба единствено да мислиме на тоа што на крајот ќе чуеме на Христовиот суд. Да не интересира
она што Христос нели го кажа, на кратко тој ќе дојде, верните служители ќе бидат поздравени со поздравот убаво направено, добар и верен слуга. Тоа треба да биде мислењето, ставот што би требало да не интересира во се што правиме. И тоа не ослободува од пристрасните човечки судови. И сега во стиховете што ги прочитавме од ова 4 глава, 6 и 7 стих ги свртува работите од другата страна. Ако во првите 4 стиха или повеќе говореше за тоа како да реагираме или каков став да имаме кон судот што горделивите луѓе го имат кон нас, овдека апостол Павле говори, а како да постапуваме или како да се справиме кога гордоста или проблемот на гордоста почнува да набира во самите нас. Тоа е другата страна на проблемот со гордоста. Дејќи сите ние сме подложни. Тоа е сериозен проблем. Гордоста е како плевел. Плевелот, тешко човек се справа со плевелот. Не е доволно само да се скине, не е доволно само да се скрши стеблото, треба да се копа околу, треба да се копа подлабоко, да се стигне до коренот, да се искорени. Така и со гордоста. Ние можеме да усвоиме, да научиме поведение, формално, надворешно, на смиреност. Но ако не се справиме подлабоко, радикално со гордоста во нас, не сме го решили проблемот. И проблемот на христијаните што ние повеќе се обидуваме да примениме во поведението некои надворешни форми, а останува внатре во нас коренот, кој си пушта пак ново стебло, пушта гранки и го опфаќа срцето. И Павле овдека е многу радикален во овие стихови. Не се пријатни. Ние денес ги читаме како текст кој е напишан до коринтијаните, примената и за нас. А може да се представите како пак коринтијаните се чувствували кога ги читале овие стихови. Павле е многу директен. Павле е како Натан кој застана пред Давид кога направи греф. Давид не се запираше. Прво направи прелюба, потоа губи мажот и имаше момент кога требаше веќе да дојде пророкот и многу директно му раскаже една приказна во која многу јасно се гледаше виновникот и на крајот Натан му рече, па ти си тој истиот. Ти истото го правиш. Тие веќе изрече пресудата, рече дека таквиот човек треба да се убие. Треба, значи, твојот суд да го примениме и на тебе. Така и Павле овдека многу директно им се обраќа, им вели како бев јас меѓу вас, како беше Аполос меѓу вас. Па ние се што правевме и таа смирено што ја покажувавме за да видите што е вистинско христијанство. И понатаму им вели не повеќе од она што е напишано, сега во овој текст што го прочитаме се кажува да не мудрува никој повеќе од она што е напишано, воопшто го нема тој збор мудрост, тоа е толкување на преведувачот. Сосема други има по предвид, има нешто што е напишано, а вие одите преку тоа и правите нешто друго, се однесува и за мудроста во секој случај. И потоа ги прашува, а кој ви дава предимство? Кој ве прави да бидете или што сте вие повеќе од другите? Или што се занесувате? По-нашки кажано. И на крај да им вели, вие се однесувате како се да е ваше, се вам да ви припаѓа, а заборавате дека се ви е дадено или подарено. Тие се 4 работи што овде ги изнесува многу директно Павле. И првото е, нели, за собствениот личниот пример. Да толку ли сте слепи да не може да видите како ние се однесувавме. И во почетокот тој неколку метафори употреби за себе како за слуга, а веќе како еден родител кој застанува пред своите деца или духовен родител кон духовните деца и им вели, ова го применив на себе и на Аполос заради вас да се поучите од нас. Ние
ви дадовме добар пример. И јас ви дадов добар пример. Појасно од мојот пример не може да има. Ако не сте разбрале што сум пишувал, што сум ви зборувал, не можете а да не го разберете мојот пример. Толку е радикален, толку е драстичен мојот пример. И овдека всушност Павле има го има во предвид се што она го напишал до тој момент. Тој се представи на неколку начини. Сеќавате, во втората глава ги врати на спомените каков бил Мегјунив кога дошол. Обично, оние што доаѓале во Коринт, како говорници, како мислители, како учители, доаѓале да се представат како уверливи, самоуверени, добри говорници, способни и како звезди. Тоа било целта на секој, кој ќе се представи како поголема звезда од другиот. А Павле вели, кога јас дојдов, бев слаб, во страв и во трепет. Тоа е голем контраст меѓу она што навикнале да го гледат коринтијаните и она што Павле го представува. Многу драстичен, многу голем контраст. Не може да не падне во очи неговото поведение. И потоа им вели, кога ви говорев, не ви говорев со зборови на човечката мудрост, како што нели доаѓаат другите, туку ви говорев единствено во силата на Духот, во силата на Бог, за вашата вера, да не се крепи на човечката мудрост, туку единствено на силата на Духот, единствено на Божјата сила. Многу голема разлика, многу голем контраст меѓу оние што доаѓа другите светските говорници и апостол Павле. Понатаму во третата глава, во 6 стих, ми вели, па јас сум само еден обичен земјоделец. Јас сум само човек што сее, Аполос полива. Ние сме обичните земјоделци, а Бог е оној што прави да расте. И тоа се става на едно многу ниско ниво. Се симнува сами од себе си и останатите служители од оние пиедестали на кои ги поставиле коринтијаните. Во 10 стих пак вели, јас сум еден обичен зидар. Само зидам. Зидарот е зидар. Не сум господар на градбата. Бог е господарот на градбата, а ние само зидиме. Има еден темел, Христос поставил да е многу здрав темел, и на тој темел ние само надградуваме. Во 4 глава пак беше уште по така јасен кога им кажа, ние меѓу вас бевме и ние сме всушност обични веслачи во бродовите. Ние вршиме најтешката работа, ние вршиме најцрната работа како служители. И потоа пак оди на она другата метафора, ние сме управници, економи. Тоест, ние управуваме, Бог ни дал да управуваме со неговото стопанство, со неговото слово, меѓутоа ние сме само робови кои верно работиме пред Господарот. Така, во сите тие метафори апостол Павле се представува како служител кој е многу поинаков од представата која имаа коринтијаните за нивните говорници од таа древна култура. И зошто сето тоа апостол Павле? Зошто бил таков меѓу нив? За да разберат кого Бог благословува, какво служење Бог благословува, какви треба и тие да бидат. Коринтијаните барале звезди, биле навикнати на звезди во тој поглед, во поглед на поучувањето, во поглед на говорништвото. Апостол Павле во очите на луѓето изгледа како незначителен, изгледа дури и тој самиот велико глупав. Но таков народ, тој гледаме зошто како таков се представил, за да горделивите коринтени разберат дека служителот кого Бог го благословува е оној кој се држи за крстот и во проповедта и во служењето.
Крстот кој за луѓето е безумство, глупост, всушност е оно е пораката која Бог е благословува. Служењето или крстовидното служење, кое е служење на понизност, на смиреност, зашто во крстот нема ништо гламурозно. Во крстот нема ништо така екстравагантно. Крстот е место каде што се умира. Крстот е местото каде што умираат најголемите криминалци. Крстот е местото на најголемото понижување. Пораката за крстот и крстовидното служење во себе не вклучуваат ништо помпезно. Апостол Павле вели, целото моје служење, целиот мој живот, целата моја порака е крстовидна. Е облечена со смиреност и со понизност, бидејќи Бог сака такви служители. Бог благословува такви служители. Служители кои се подпираат единствено на силата на Бог, единствено на благодатта. И тоа го прави апостол Павле како пример кој треба да го следат другите, зашто Словото ни вели дека христијаните треба да ги следат своите служители. Во Евреите тоа многу јасно го има запишено авторот, кога вели: помнете ги вашите учители, што ви го проповедаат Словото Божјо, и имајќи го пред очи исходот на нивниот живот, подржавајте ја верата нивна. Апостол Павле, кој може би е автор на овој текст, многу мене смета дека е автор на тој текст, знае дека неговата проповед, неговата порака е само дел од службата. Голем дел од службата е примерот, поведението. Вели, ние се што правевме за вие да учите од нас. Нашето поведение, нашиот живот е порака до вас, лекција за вас. Дел од служењето, или голем дел, важен дел од служењето е живењето. Моделот што тој го дава на луѓето. Моделот што служителите го даваат на останатите. И во ова послание тој два пати ќе повика. Овдека тој индиректно повикува: следете ме. Сега тоа го правиме за да ве учиме вас. Малку понатаму, неколку стиха, во 16 стих ќе рече: бидете мои подражатели или имитатори. Она како што јас го поддржувам или подражавам или го имитирам Христос. Буквалниот збор е имитатус, имитирање. Во 11 глава истото ги го напише: угледајте се на мене како јас на Христос. Или јас живеам Христов живот, живот на целосна послушност на Отецот, живот на целосна смиреност и покорност. Така треба и вие да живеете. Тоа е клучно во служењето на апостол Павле. И тоа треба да биде клучно во служењето на служителот. Служителот треба да може, како Павле, да каже: угледајте се на мене, имитирајте ме мене. Јас го имитирам Христос, вие имитирајте ме мене. Зашто нема подобра, посилна порака од онаа која е илустрирана со животот на служителот. Ние сакаме да бидеме јасни во нашите пораки. Бараме илустрации, бараме примери. И добрата порака треба да биде објасната преку на практичен начин со примери. Меѓутоа нема подобра илустрација од самиот живот на служителот. И наистината порака е онаа во која што слушателот, верните луѓе, ќе видат преобразувачка сила во животот на служителот. Инаку, се друго е како оние говорници, филозофите, кои имале големи пораки, големи филозофии, но самите нивни животи били никакви. Тоа било само мудрост, меморирана во умовите и пренесувана на луѓето. Самиот живот на Павле е илустрација за сето она што тој го проповеда. Значи, првата порака,
што ја кажа овдека. Јас ви дадов пример, следете ме мене. Ако сакате да се справите со гордоста, тогаш правете го она што јас го правам. Правете го она што останатите служители кои биле меѓу вас го правеле. Тоа е првото. Потоа говори за ние сакавме да ве научиме, всушност она што ние го применивме, да ве научиме на изреката не повеќе од она што е запишено или напишено. Што е напишено? Што има во предите овдека? Треба да го имаме во ум контекстот. Проблемот на луѓето во Коринт. Нивниот проблем е поделеноста на групи кои следат различни авторитети. Значи, секој се фали со својот водач. Јас сум Аполосов, јас сум Петров, јас сум Павлов, јас сум Христос и така натаму. Тоа значи всушност дека ти следат човечки авторитети. Она што нив ги интересира е луѓето, авторитетот на луѓето, а не она што е најважно, она што е напишано. Буквалниот превод овдека би требало да биде изреката е никој да не оди преку или да го запоставува она што е напишано, да го скока она што е напишано. Вие имате слово кој е авторитет. Меѓутоа, во следењето на човечките авторитети, вие го скокнавте словото и отидовте кај тие авторитети. И вие сега нив ги следите, а не словото. И проблемот е всушност овдека што ако го читаме нели малку повнимателно посланието, не биле само Петар, Павле и Кифа носители на групи, така да кажем. Имало и надворешни авторитети. Имало луѓе кои се фалеле со светската мудрост. И овдека во право е преведувачот кога го вклучува зборот мудрост. Веќе видовме од 3 глава, последните стихови, никој да не се лаже, да некој се заблудува. Ако некој мисли дека е мудар, со мудроста на овој свет, нека стане глупав. Го запоставиле словото. И во 3 глава на почетокот тој ги нарекува телесни христијани. И дава 2 аргументи за нивната телесност. Првиот е поделбата на групи, тоа е човечкиот авторитет, и вториот аргумент зошто се телесни е нивното недоволно познавање на словото. И вели, вие сте бебиња. Вие го знаете само млекото, вас ви се храните само со млеко, со повеќе не може да се храните. И тука го гледаме, и после толку години, тие во словото стануваат бебиња, неуки. Проблемот е, го скокат словото, одат надвор од словото. Повеќе од она што е напишено. И овдека апостол Павле го пишува за да го врати нивниот фокус кон напишаното на слово. Тоа е единствениот авторитет. Христос е нашиот Господар. Христос Господар е со нас. Калвин на едно место вели Христос е царот, а скиптерот или жезлот со кој господари е Словото. Тој не господари на поинаков начин со нас, освен преку Словото. Тоа е единствениот начин. Тој господари со нашите животи, управа со нашите животи преку Словото. И Светиот Дух во нас, кој работи пак преку Словото. И нема, и во тој поглед Словото не е алтернатива на христијаните кои ја користи заедно со некоја друга. Нешто надвор од Словото. Нешто повеќе од Словото. Единствениот авторитет. Единствената норма во животот. Единствениот правилник во животот. Нема друг правилник. И всушност следењето на Христос значи следење на Словото. Покорноста кон Христос всушност значи покорност кон Словото. Животот според Словото е да живееме во задоволство
во покорност на Христос, кој во Словото не оставил што е најдобро за нас. Така да, ова второ нешто, како начин за справување со гордоста е симнување од престолите на луѓето или нашата суета и его, зашто тоа е клучот на проблемот на коринтијаните и поставување на Словото. Ако го следиме Словото, ако живееме во покорност на Словото, во голема мера ќе се справуваме со гордоста. Зашто Словото, следењето на Словото, значи живее на еден понизен, покорен живот. Нема справување со гордоста без покорност во Словото. Без прифаќање на Словото како единствен авторитет во животот. Следењето на луѓето ја крева гордоста во нас. Следењето на Словото води до покорност. Понатамо прашува, а кој ти дава предимство? Што се занесуваш? Ние знаеме да кажеме кој ти дава да правиш така, нели? Како се дозволуваш? Тоа е идејата на овој идиом што го употребува апостол Павле. Зошто се сметаваш за поголем или повеќе од другите? Коринтијаните мислеле дека се повеќе од другите. Мислеле дека се многу духовни, мислеле дека се многу мудри, имале дарби, да, навистина имале дарби. На самиот почеток, уште во првите стихови, апостол Павле вели дека не им недостасува никаков дар, дека се богати, изобилуваат со знаење, изобилуваат со слово и така натаму. Меѓутоа, сето тоа предизвикало тие да се сметаат за нешто повеќе од другите. Па на крајот на краиштата тие имаат не само слово за крстот, тие во нивната култура имаат и голема филозофија изградена, светска мудрост. Ние сме повеќе од другите. И веројатно една од причините зашто апостол Павле ги подсетува какви биле пред да поверуваат, им пишува не мнозина силни, не мнозина мудри, не мнозина од благороден род, од благородничко потекло. Тоест, сака да ги врати назад, вие бевте робови, слуги, необразовани луѓе, со што, како успеавте да стигнете до таму, да се мислите дека сте нешто повеќе од другите. Тоа е проблемот на културата во Коринт, тоа е проблемот и на нашата култура. Ние сме воспитувани таков дух еден владее, да се говори за тоа дека секој, да, секој е посебен, да, секој е посебен, навистина е така. Секој е уникатен во некој поглед. Секој е различен, секој е поинаков. Меѓутоа проблемот е во тоа што кога ние говориме ти си специјален, во тоа се вложува идеја дека ти си нешто повеќе од другите. Ти си специјален случај. Да, секој е посебен, секој е специјален, но тоа не значи дека секој е повеќе или некој е повеќе од другиот. Децата уште од градинка ги учат дека секој од звезда само треба да го најде начинот, моментот во што тоа ќе блесне како звезда. И велиме дека секој е специјален во Божите очи, и тоа е навистина така. Но тоа не значи дека секој, тоа што е специјален, е повеќе. Јас сум специјален пред Бог и веднаш во мојот ум, поради гревот и гордоста, тоа ги представува дека јас сум повеќе во Божите очи од другиот. Вистината е дека Бог на сите нас гледа и подеднакво грешни, но и подеднакво спасени. Сите подеднакво сме спасени со иста благодат. Сите подеднакво сме спасени преку истата жртва на Исус Христос. Никој не е спасен на поинаков начин. Никој не е спасен со помалку благодат, зашто бил подобар или поправеден од другите. Големиот проблем на нас е во тоа што гледаме или мислиме дека Бог гледа на нас како на нешто повеќе од другите. Така коринтијаните гледале на себе. Културата околу нас многу придонесува во тој поглед. Ние самите да мислиме дека сме нешто повеќе.
Понекогаш самите служби го прават тоа. Повисоката служба, не дека има повисока или пониска служба, има служби во кои луѓето се понапред, тоест во погледот на останатите, има служби кои се поневидливи, има служби кои се повидливи. И понекогаш оние повидливите служби прават да се раѓа во нас гордоста. Мислим дека сме повеќе во Божите очи од другите. Никој не е повеќе за да се фали, или апостол Павле. Вие имате дарби, имате слово, имате станати работи, но со тоа ништо од сето тоа не ве прави да бидете повеќе од другите. Тоа ако сакаме да се справуваме со проблемот, успешно со проблемот на благодата, на гордоста, треба да се ослободиме од таа заблуда дека некој е повеќе од другиот. Се е по благодат. И тоа е идејата и на последното, она што го кажува апостол Павле. Што имаш, а што не си примил. И со други зборови, зборот примил веднаш предпоставува дека ти е дадено. Ако примиш нешто, значи дека ти не си го заработил, не си го стекнал, си го примил, ти го дал некого. И сега кога си го примил, зошто се однесуваш како да не си го примил, тоа се однесуваш како да си е твое, ти си го заработил, ти си го стекнал, ти си заслужен за тоа. Тоест, некој веќе ти е должник. Ако ти си го заработил, си го стекнал, тоест другиот ти го должи тоа нешто. Коринтијаните се фалеле. Се фалеле како се што имат, се оно што го имат, да си е нивно. Не како сами си го стекнале, си го заслужиле. Заборавале дека се оно што го имат е дар од Бог, а се што имаме всушност е по благодат, е дар. Материјалните блага што ги имаме секој ден, храната што ја добиваме, дали во поголеми или помали количини, е по благодат, е дар. Сите привилегии што ги имаме, фактот дека сме во Божјото семејство е дар. Фактот дека имаме некакви служења е дар. Фактот дека имаме дарови, некакви духовни дарби, исто така е дар од Бог. Тоа што се преобразуваме преку Словото и Светиот Дух е пак дар од Бог. Се е дар. Се е резултат на Божјата благодат. И апостол Павле, веројатно коринтијаните дотаму стигнале во нивната гордост, што треба да ги подстигне, им каже: што се занесувате? Па нели се ова ви е дадено така? Никој не заслужил ништо. Зошто тогаш се фалите? Зошто се однесувате како вие самите да сте го стекнале? Јас се мислила за многу мудри, меѓутоа Павле им вели: се сметате за толку мудри, а на основното сте го испуштиле во предит во вашата премудрост. А тоа дека се е дадено така, без пари, благодат, како подарок. И треба, нели, во 3 глава да им каже: никој да не се лаже. Може ли мудриот човек да се лаже, да живе во само заблуда? Мудрецот многу добро знае кој и што е. Коринтијаните до толку западнале во безумство, што живееле, се заблудувале самите себе си дека се нешто големо, дека се многу мудри и затоа се многу големи. Се мамеле самите себе си. Сето тоа што го пише апостол Павле не бил воопшто пријатно да се слуша. Представете си, излегува оно што читал во црквата во Корен, го отвора посланието, вели: имаме писмо од Павле, убава работа, Павле се сетил, напишал писмо, чита и ги чита сите тие работи. Вие сте телесни, не сте духовни, вие сте бебиња, вие се занесувате, вие се фалите со светска мудрост, ама подобро ќе бевте ако бевте глупови, безумни. Вие се занесувате дека сте многу голема работа.
Вие воопшто не можете да разберете додека бевме меѓу вас, туку нашиот пример што сакавме да ви кажеме. Кој ве прави да бидете, или што ве прави да бидете толку големи, да мислите дека сте нешто посебно или повеќе од другите и така натаму. И на крајот им вели, па дури заборавивте и дека се ви е дадено по благодат. Многу непријатни работи. Меѓутоа, сето тоа било потребно. Било крајно неопходно да разберат, да се вратат на вистинскиот пат, да се вратат на Словото. Зошто во последната парабола, во 3 глава, дава едно сериозно предупредување дека оној кој го уништува Божиот храм, Бог него ќе го уништи. Го постава под прашање нивното вистинско спасение. Павле мора да биде таков. Не се пријатни ние да ги слушаме во една култура во која живееме, во која се величи, се охрабрува самовеличењето. Меѓутоа, овие пораки се во суштината на запознавањето на благодата, на осознавањето на благодата. Благодата, ние пееме за чудната благодат, о милост Божја пречудна, за пречудната милост Божја. И таа милост нема да биде пречудна, нема да биде сладка, ако мислиме дека нештата што ги имаме ни припаѓаат. Тоест, ние сме нешто посебно, нешто повеќе од другите и ги заслужуваме. Ако постојано спориме со Бог, то колку сме големи, ќе изгубиме неговата дарежливост во предвид. Чудесната благодат станува чудесна кога јас ќе осознаам дека Бог спасил еден таков никаквец како мене, кој не заслужувал ништо друго, освен да биде осуден, да биде отврлен. Препишувањето на заслуги, како што правеле коринтијаните, го прави гревот мал, ништожен, не е голем проблем. Исто така и благодатта ја прави ништожна, како да не е нешто кој знае какво. Ние заслужуваме. И на крајот на криштата краде од Божјата слава. Истината дека Христос е оној што карвареше, Христос е оној што страдаше, Христос е оној што умре. Истината дека Христос не засака во нашата себичност и продолжува да не сака, иако пак паѓаме во таа себичност, пак паѓаме во нашата суета, пак паѓаме под егото. И сознанието дека Христос не засакал и продолжи да не сака, е она што сознанието за тоа колку е голема благодата ја уништува, ја убива буквално гордоста во нас. И фалбата оди кај Господ. Тоа е она што го пишува апостол Павле овдека. Угледајте се на понизните, вели. Држете се до Словото. Немојте да излегувате надвор. Не ви излегувајте во мудроста повеќе од она што ви е запишена. Не барете мудрост надвор од она што ви е дадено во Словото. Немојте се сметате дека сте вие нешто повеќе од другите. Живеете во смиреност на Словото. Угледајте се на Христос, тој каков беше, и искоренете ги од срцата сите оние горделиви плевели кои сметаат дека вие заслужувате фалба, дека вие заслужувате она што го имате. Не го претварајте Бог во ваш должник, што Бог не може да биде должник на никого. Ние сме должници, а должникот секогаш чувствува еден смирен, понизен однос кон доверителот. Должникот не може да се гордее или да се фали пред доверителот, пред оној пред кого должи. Сите сме должници пред Бог. И затоа никој не може да има некој таков однос пред Бог. Ништо не ја убива гордоста во нас, како сознанието дека ние единственото нешто што го заслужуваме е суд од Бог, гнев од Бог. И ако постојано го имаме во предвид тоа,
гордоста ќе ни биде фрлана во прашината таму. Смиреноста ќе доаѓа, а смиреноста пак ќе не крева во височините на Божјата слава, кај што му се оддава почит само на Бог. И тоа е, нели, тоа се стратегиите што Словото ги дава во овој текст, кои помагаат за справување со тој сериозен проблем. И Бог да ни дава благодат да ги пременуваме, кога гордоста почнува да пушта плевели во срцето, почнува да го обвиткува, да ги пременуваме овие стратегии, за да му припадне сета слава единствено на Бог. Затоа и сме спасени. Бог да ни помага. Тоа е сериозен проблем за мене, бил проблем и за Спържен, и затоа, имајќи го по предвид сознанието дека сатаната ја користи гордоста да не уништува, и кажал на жената: да, знам дека проповедта е голема и сатаната ми го повторува тоа, за да ми исполни со гордост. Да живеем. Убаво е да се охрабруваме, но секогаш да има во предвид дека единствената пофалба ја заслужува Бог. Само